44 општини добија градоначалници во првиот круг, во 33 ќе има втор, а во 3 општини изборите пропаднаа поради малата излезеност. Мапата на Македонија на страната на Државната изборна комисија е обоена во жолто, што графички ја покажува убедливата победа или водството на кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ. Уште во првиот круг победија во 32 општини. По 20 години во прв круг победа извојуваа во Струмица со Петар Јанков. Победи со огромна разлика имаат и во Штип, Велес, Прилеп, Битола, Охрид. Убедливо победија и во Старонагоричане, но нивниот кандидат Мирослав Славковски има точно 50% од гласовите и дали ќе биде прогласен за победник во првиот круг ќе зависи од записниците. Богданци, Крива Паланка и Кривогаштани се трите општини кои во првиот круг се обоија во црвена боја и во кои победија кандидатите на СДСМ. Вреди победија во 5, а коалицијата предводена од Ахмети во 4 општини, меѓу кои за прв пат и во Чашка. Но победата во Густивар може да биде доведена во прашање поради тоа што не достигаат 25 гласа за да биде исполнет цензусот, а изборите веќе се неуспешни во 3 општини: Центар, Жупа, Врапчиште и Маврово, Ростуше, каде не излегоа најмалку 1/3 од бројот на запишаните избирачи во избирачкиот список. За 2 недели прегласување ќе има и за град Скопје и во 32 општини, од кои 4 скопски. Интересна битка се очекува во Карпош, каде првопласираниот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ Лукровски ќе се соочи со актуелниот градоначалник Стефче Јакимовски. Во Центар пак актуелниот градоначалник Горан Герасимовски од СДСМ со водство од околу 2700 гласа оди во втор круг со кандидатот на Знам Мирослав Лабудовик. Иако убедливо води во Куманово, градоначалникот Максим Димитриевски за трет мандат ќе се бори во втор круг со независниот Горан Стојковски. Кандидатот на СДСМ Мартин Костовски заврши како четврто пласиран зад кандидатот на ДУИ. Во Кичево ќе се повтори соочувањето од 2021 година меѓу Фатмир Дехари од ДУИ и кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Јовановски, кој во првиот круг освои двојно повеќе гласови. Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ убедливо води и во Кучани. Таму Владко Грозданов ќе се соочи со независниот Венко Крстевски, кој по трагедијата на 16 март ја превзеде веде градоначалничката функција. Што се однесува до советничките листи на ниво на Македонија, ВМРО-ДПМНЕ освои околу 301.000 гласови, СДСМ 125.000 гласа, ДУИ нешто повеќе од 114.000 гласа, а вреди околу 92.000 гласа. Левица има 58.000, Знам околу 39.000.